Почитуван председател на Сојузот на борците, другар Никола Стојановски, почитувани другарки и другари, почитувани министри во владата, почитувани следбеници, поддржувачи на традициите на народно-ослободителната борба и Сојузот на борците, почитувани представници на медиумите. Денеска одбележуваме и славиме голем ден, 9 мај, ден на победата на фашизмот и ден на Европа. Еден датум за два големи настани во историјата на Европа и на нашата земја. Датум впишан со златни букви во историјата на напредна Европа и на европејците и датум за паметење на големото дело на борките и борците на партизанските единици од Народно-ослободителната војна, кои се со двете заседанија на Асном ја заокружија вековната борба и стремеж на македонскиот народ за своја самостојна држава. Дело кое израсна врз рушевините и погромот на ужасите на Втората светска војна и дело кое создаде државноста на нашата земја со победа над фашизмот. Заедничка победа на прогресивните народи и сили од Европа. Ова е ден кога се сеќаваме и на еден друг историски настан, темелник на повоената историја на Европа. Денеска одбележуваме значаен јубилеј, 70 години од денот кога на 9 мај 1950 година, после двете катастрофални светски војни што ја фрлија Европа на колена и фашизмот кој го згрози човештвото, францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман ги повика некогашните непријатели да ја почнат изградбата на нова Европа. Чувствувајќи одговорност за важноста каква иднина ќе им обезбедат на своите граѓани, прифатија дека споделуваат заедничка историја и влегоа во решавање на разликите кои постојаа меѓу нив. 7 години подоцна, 6 европски земји ја основаа Европската економска заедница со договорот од Рим и го отпочнаа процесот на европска интеграција кој ќе биде крунисан што на денеска представува Европската унија. Со идејата за Европската унија, лидерите на европските земји избраа дека сите разлики ќе ги решаваат на маса, а не на воените полиња. Почитувани присутни, Втората светска војна на територијата на Македонија заврши со околу 25.000 загинати борци и цивилни жртви. Нашите сограѓани од сите етнички заедници во тоа време ги дадоа своите животи затоа што избраа да застанат на страната на сојузничките сили кои решија да се обединат и да му застанат на патот на фашистичките окупаторски сили. Во времето на завршните операции за ослободување на Македонија, под командата на главниот штаб на Народно-ослободителната војна на Македонија и партизанските одреди на Македонија, веќе имало околу 85.000 учесници во Народно-ослободителната и антифашистичка војна, со 7 дивизии и 3 корпуси, како и неколку илјади заднински соработници. Со учеството во антифашистичката голема светска војна на територијата на Македонија, припадничките и припадниците на партизанските единици на Народно-ослободителната борба се заокружи историската борба за државност на нашата земја. Македонската држава беше создадена како дом на слободата, дом на изборот, дом на слободата на изразувањето и на слободната мисла. За сите нејзини граѓани без исклучок. Државата на сите и за сите. Дом каков што е денеска Европската унија, како што е напредна и прогресивна Европа. Затоа денеска имаме силни, големи причини да славиме и да бидеме дел од прославите ширум Европа. Да ја славиме победата над фашизмот и да ја славиме големата идеја за Европа. И оваа денешна генерација направи избор. Ја потврдивме нашата определба за заедничка иднина со нашето членство во семејството на најмоќниот воено-безбедносен сојуз НАТО. Оваа година ги започнуваме пристапните преговори за членство и во домот на најмоќната европска заедница, Европската унија.
Тоа е нашиот избор за посигурна и по-просперитетна иднина за нашите млади и за сите наши идни генерации. Обединети и единствени во овој избор околу европските вредности, можеме да се соочиме и со предизвиците на нашето време. Затоа во изминатите 3 години, после сите последни премрежи и искушенија кои што ги имавме, презедовме крупни, но храбри чекори да направиме од нашата држава европски дом за сите, зашто Северна Македонија била и секогаш ќе биде Европа. Денеска тоа е нашиот патриотизам. Почитувани присутни, голема е честа да се биде дел од времето што се памети и на кое му даваме достојна почит и внимание. Да се биде дел од историјата што ќе остане инспирација и ќе се слави. Горди сме на изборот да бидеме дел од големата светска антифашистичка коалиција и горди сме на борците на народно-слободителната борба, кои го заокружија големото државотворно дело на плеадата претходни генерации кои ни дарија државата да ја чуваме, да ја развиваме и на светот да му ги подариме скапоценностите на македонското културно наследство, нашето заедништво, културата на сите наши народи, историјата и традицијата. Со такво чувство и со таков пристап, денеска можеме исто така гордо да си ги честитаме Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа. Благодарам на вниманието.